Малешнет вести. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска го посети Малешевскиот регион, каде што оствари средби со граѓаните на Русиново и Берово. Зоран Заев во посета на Берово беше придружуван од председателот на општинската организација на СДСМ Берово Јован Матеничарски, кандидатот за пратеник од СДСМ за општина Берово Јагода Шахпаска и носителот на листата на СДСМ за избор на единица број 3 Маријанчо Николов. Тој разговараше со жителите главно за невработеноста во општината и дека најголем дел во Берово се иселени младите од својата општина. За веб порталот Малешнет Зоран Заев истакна дека се неопходни промени, дека зад параванот самите ние одлучуваме и дека очекува победа на 27 април. Ги повика граѓаните да излезат масовно и да гласаат за број 3 за кандидатот за председател Стево Пендаровски и за број 1 за листата на СДСМ. Добро, еве, користејќи ги големите христијански празници, се обидуваме по пат на едно дружење со нашите подржувачи, симпатизери, посета на семејства кои што не излегле, да ги повикаме да излезат вториот круг на гласање за 27-ми, исправени секако пред крупните одлуки, избор на нов парламентарен состав и избор на нов председател на држава. Премиерот е фатен директно во криминал и во секој нормален свет, во било која земја широм светот, секако се понесува веднаш одговорност и се повлекува од политичката сцена. Оваа работа ќе заврши само вака и никако поинаку, со тоа што докажавме кој е креаторот на оваа криминална мрежа која што владее во Македонија, тоа лично и персонално премиерот во заминување Никола Груевски. 8 години владее под превезот на патриотизмот во оваа наша земја, за конечна цел лично богатење, ограбување на оваа наша земја, директно влегување во кеш, каде што се избегнуваат даноците на државата и директно се нанесува штета врз буџетот на Република Македонија. Ако е обичен граѓанин, веднаш се изрекува дури и мерка притвор. Јас очекувам уште до 27-ми јавниот обвинител да ја отвори постапката, Никола Груевски да се повлече од било каков политички ангажман и конечно да ги крене валканите раци од Република Македонија. Што се однесува до митингот за кој се очекуваше се одржи во Берово, Заев истакна дека нема да има митинг, туку директна средба со граѓаните. Ние држиме малски митинзи, буквално. Целта ни е да допреме до повеќе граѓани. Митинзите и средбите кои што порано во минатото ги држевме беа пред наши членови, наши симпатизери, наши подржувачи. Тие луѓе дополнително охрабруваат многу неопределени граѓани. Затоа го променивме целиот овој стил на кампања, за да можеме да имаме поголема ефикасност од посетата на граѓаните, да допреме до што повеќе луѓе, да презентираме колку што може повеќе нашата визија, нашиот концепт, а секако да ги исправиме граѓаните пред крупната одлука за каква иднина на Македонија сите заедно ќе одлучиме. Сите политики во изминатиот период беа само заради гласови и заради ништо друго. Па колку и да беа штетни врз државата, власта продолжуваше да креира политики кои што на крајот ќе значат испорачување на гласови. Јас можам да им порачам на сите граѓани да се одважат. Ова е наша земја. Иднината на Македонија не е иднина само на државата, таа е иднината на сите граѓани. Ние одлучуваме за каква иднина Македонија ќе се насочи и дали можеме подобро да живееме од ова што денеска го имаме. Зад параванот сите сме сами. Каков и да е притисокот, сите заедно треба да се одважиме на тој притисок и на крајот зад параванот сме ние сами со Господ. Како ќе одлучиме, од таа одлука зависи во кој правец ќе ни се движи Македонија. Апелирам до сите, пред се да излезат на гласање. Секој знае како треба да гласа, согласно неговите очекувања. Ако е задоволен од оваа власт, ако е според нив во ред, криминалец прво државата да биде премиерот и сепак да му дадат шанса да продолжи да ја води оваа наша Македонија, тогаш не знам што да кажам повеќе. Но сите ние, кои што знаеме дека не живееме добро, дека не е дозволиво криминалец да биде премиерот и притоа повторно да гласаме за него, тогаш апсолутно сите мора да се одважиме и да ги најавиме промените со заокружување на бројот 3 за Стево Пендаровски и бројот 1 за пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата.